Значи, распишано од минатото раководство на Елен, беше отворен тендер за ископ во рек Битола. На тој тендер имаше негативно поддавање и морам да кажам дека владата на Република Македонија и сите јавни предпријатија мораат да работат согласно позитивните закони во Република Македонија. Во моментот се анализираат сите документи на компаниите кои што партиципирале на тендерот, вклучувајќи ја и компанијата која што дала најповолна цена. При тоа, доколку се најде било каква колизија со позитивните законски прописи, нормално компанијата ќе биде одбиена. Но доколку тоа не се најде, јас бив се фокусирал повеќе на две други прашања. А тоа е прво прашањето: зошто судот не ја отфрли, значи, блокадата на сметката на компанијата кога таа веќе беше под обвинение дека има одредени активности кои што не биле во согласност со законот, и тоа е едно битно прашање. Второ прашање е зошто претходното раководство на Елем, кога веќе се разоткрија таквите сознанија, распиша тендер во кој што не издаде негативна референца согласно законот за јавни набавки на оваа компанија. И мислам дека одговорите треба да се бараат во тие две насоки. Но и најбитното прашање на кое што треба да се одговори е зошто истата компанија до вчера наплаќала над 90 денара, а во дадени ситуации наплаќала и 144 денара по копање на 1 гигаджул, а денеска е истата спремна да работи за 44 денара. Моето прашање е каде разликата од тие средства завршила и зошто тие цени не се постигнувани и претходно. Мислам дека сите прашања поврзани со оваа работа и со цената на струјата и со сите активности околу струјата во последниот период се само оттргнување на вниманието на јавноста од оваквите, би рекол, нелогични, а има и институции кои што ќе испитаат дали се криминални действија кои што се случувале во енергетскиот сектор во Македонија. Јас сакам да ве прашам во рамките на прашање, што мислите вие, зашто тоа така, зашто 100 денари поевтина цена од цената по која работеле порано? Па јас претпоставувам дека никој не би работел со загуба и претпоставувам дека сега со една транспарентна постапка и чесен пристап ќе дојдеме до реалните цени на работењето. За штедите кои што ќе се постигнат во енергетските компании, а кои што ние гледаме дека и како има простор за тоа, ќе бидат трансферирани кај граѓаните на Република Македонија, еве во облик на ефтина тарифа и во други бенефити. Лага се сите информации околу качувањето на цената на електричната енергија. Значи, тоа е само одвлекување на вниманието на македонската јавност од вистинските теми. А вистинската тема е дека се врати цената на електричната енергија, ефтината тарифа се врати, таа што беше укината, значи, од претходната влада, и денеска ја имаме како бенефит за сите граѓани на Република Македонија. И исто така, вистина е дека во јуни месец се бараше 6% покачување на цената на електричната енергија, а сите сме сведоци дека таа не само што не се покачи, него нејзината цена се намали. Ја информирам целокупната македонска јавност дека во моментот, нити во блиска иднина, покачувањето на цената на електричната енергија не е воопшто тема. Некој сака да ја пласира како тема за да затскрие други активности кои што мислам дека македонскиот народ брзо ќе ги види. Македонскиот народ е интелигентен и верувам дека на таквите лаги нема да подлегне.